Драги приятели, вечерва ќе позборуваме малку за геополитичката сцена. Поточно за една многу интересна средба која треба да се случи помеѓу председателот на САД Џозеф Бајден и председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Ми една информација што ја пробуди љубопитноста кај мене, поточно нешто ми замириса неизгорено, што велат во дрво е данској нешто смрди. Зошто ми заличи вака и замиса, поточно кажам, неизгорена работа. Бидејќи на 15 јуни председателот на САД Џозеф Бајден прво треба да се сретне, мислам дека во Брисел со челниците на ЕУ да се договорат, а веќе ден подоцна ќе има средби со председателот на Руската Федерација Владимир Путин. Малку нелогични работи се двете работи и решив да погледам што велат планетите. Мислам, да се обидам да го прочитам говорот на планетите, што не мора значи дека сам во право. За жал, на председател на САД не го знам часот на раѓање, но знам дека е роден 20 ноември 1942 година, значи точно 10 години постар од председателот на Русија Владимир Путин, кој е роден на 8 октомври 1952 во Санкт Петербург. Значи, кај председателот на Русија има целосни палаци, може убаво да се погледа неговата натална карта, за разлика од кај председателот на САД. Но без разлика на сето тоа, има еден систем во стројата кој се вика Ариес, кој не го знае часот на раѓање. Таа што отприлика дека е тоа некаде на подне, а се гледат само аспектите на планетите. Значи, бидејќи помалку ќе зборам за Џо Бајден, иако треба за него може и повеќе да се збори, но не го знам часот. Гледајќи аспектите на планетите, ми интересно е, не ми се западна многу работи и се запраша во еден момент дали намерно еден порано ќе има следби на председателот на САД Бајден со председателот на Русија Путин, за да САД се ослободи од Бајден. Планетите зборува дека се можни атентати и пред Женева, и во Женева, и така натаму. И тоа не само на Бајден. Значи, можни атентати и врз председател на Руската Федерација Владимир Путин. Ја уште првата информација која даде пред 2-3 месеца го поменам дека јуни месец не му е поволен за никакви средби, ако може да го одложи зборот на државни и патување надвор земјата, бидејќи он е Шкорпијов познак. Значи во јуни секојаш многу планети само во 8 поле, меѓу кои и Сонцето, што е самата личност. 8 поле знаеме дека блокади, пречки, смрт, окултизам и така натаму, но да не должам се објаснува астролошки. Значи ќе појдемо прво наталната карта на председателот на САД Џо Бајден, кој ќе се погледне средбата 15-16 јуни, Марс, кој знаеме дека Сонцето, кој знаеме дека представува самата личност, е на 25 степен, а неговото Сонце е на 27, значи гради инконјукција. Значи, тоа е период кога нема енергија, значи може да се случат многу гафови или било што. А од друга страна па гледано, Сатурн веќе е ретрограден, кој што ви кажав. А ретроградниот Сатурн му е во аспект токму со Марс. А Сатурн знаеме во астрологијата дека ја представува кариерата. Сатурн ќе биде ретрограден на 13 степен само, а Марс му е на 12 степен од Шкорпија, додека Сатурн е сега кој што знаеме во Водолија. А ќе биде тоа, значи, кој ќе погледнете од таа гледна точка, гради квадрат, ретрограден Сатурн, значи може да му даде насилно заменување од власт или насилно скратување на кариерата. Добро е познато дека кој направи човекот мило години, не е забелешка многу гафови. И самата средба
Мислам дека во овој момент нити е подготов психички, нити физички за средба со Путин. А и добро знаеме дека го нарече и убица. Значи прво ќе треба извинување. А и од таа гледна точка не е исклучено во еден ден прво да е повикан во Брисел, значи тоа што има средба со челниците на ЕУ. Ја не, кој ќе погледам овие аспекти, ја не исклучувам можност за негов атентат токму во Брисел и за тоа да се осуди Русија, поточно председател на Русија Владимир Путин, пошто не исклучени се и конфликти. Но ако се случи, например, во Брисел, се оптужби ќе немат никакви докази, а има голема можност за скратување токму на насилен пат, први ретрограден Сатурн, кој му е во квадрата, квадрата е аспект меѓу две планети од 90 степени, значи негативен аспект, а Марс е воистина планета која предизвикува смрт, блокади, пречки, но мора да се забележи дека и до 15 јуни овој аспект ќе се гради, освен аспектот на Сонцето што подоцна ќе почне, значи за едно 5-6 дена да почне да се гради со неговото, само момент, со неговото натално Сонце. Значи, тоа е недостаток енергија, иако е инконјункција, значи не е опозиција, тоа е Божји прот, значи можат многу несакани работи да му се случат. Од друга гледна точка, кој ќе погледаме наталната карта на Владимир Путин, председателот на Руската Федерација, кај него, само момент, ќе ми извинете дека ви избора и ги отворам картите, за да можам попрецизно да ви објаснам. Затоа бидете трпеливи малку. Момент. Бидејќи кај Путин рекол многу интересни работи ќе се случуваат. Кај него во моментот Сонцето му е во 8 поле блокади и пречки, тука е Марс, јазвите. Но што е интересно кај него, Сонцето му е владетел, ако добро се погледа на 10-та куќа, значи на кариерата, а се најде во него 8 куќа, тоа куќа на блокади и пречки смрт. Значи, и кај него е можен прекин или обид за прекин на кариерата по насилен пат. Значи, со 8 поле природно владе Шкорпијата, а Шкорпијата владе со смртта. И од тие причини ја му советував до крајот на јуни да не патува и среде, но тоа е негов проблем, високо сега што му советувам на Бајден да не патува по Европа. Кој од нив како ќе прифати, тука не навлегувам, му е само да пренесе оно што гледа. А нешто друго исто што не ми се допаѓа, например, Марс му е во 9-то поле на председател на Русија Владимир Путин, а тоа е странство, а истиот Марс му владее со прво поле, значи самата личност со познак, кој е и со 6-то поле работа, значи опасност на деловно поле, деловно среда може во странство, а знаеме дека Женева не е Русија, така да не е случајно и самата средба да биде откажана у меѓувреме, бидејќи кај него се создаваат многу блокади и пречки, но може да се случи и нешто претходно со Бајден, како што реков. Исто така, кој ќе погледнете неговото Сонце исто на 25 степен, само да има што има на 25 степен. Значи, кој што реков, Сатурн е ретрограден на 12 степен, а на Путин Сонцето е на 13 степен. Насари 13. Значи, интересна работа и кај председател на Бајден, и кај председател на Русија. Аспектите на, само што кај председателот на Русија,
Сатурн и Сонце кажува на неполноци во кариерата, додека меѓу Сатурн и Марс кај Бајден укажува на можна смрт или атентат. Иако и кај Путин, Владимир Путин, мислам, председател на Русија, не е исклучено да се случи нешто слично. Ја да се на месеца на 20 би откажал средбата, бидејќи за 20 не е поволен тој период. Тоа не е проблем, но не би ми зачудило во Женева да ја отпатува и двојникот на Путин или уопште да не се одржи средбата. Значи, нема многу да ги толкува, и двајца си имаат добра сроди, се надам, добра совршка, ќе постирам само, значи на Бајден со аспекти не могу едно часот, а на председател на Русија со не му знам и часот и време, така да целосно може да се видат неговите транзиции и да ги погледнат неговите астролози, аналитичари и така натаму. Значи, по моје, за мојот избор, не по моје, не може да тврдам, но мислам дека јуни ќе биде клучен за светската геополитичка сцена. Особено оваа средба може многу да значи, иако не е исклучено средба да се случи поради они викаат обуздавање на Русија, не. Се работи за друго, да изнудат од Русија да не се меша во конфликтот кој вистински очекувам, тоа е помеѓу Кина и САД. Но се тоа што ќе се случи од моите анализи ќе видиме, ќе покаже месецот што е пред нас. Ќе биде интересен, занимлив, но дават планетите можно да се случат многу неубави работи, што тоа не ме радува. Моја е да пренесам, да ги предупредам, а не дали ќе ме послушат, а може би не сум во право, може да лупам глупости, може би лошо го читам говорот на планета. Затоа најдобро ќе го кажат нивните астролози, нивните аналитичари. Од мене да предупредам, дај Боже да не сум во право. Драги пратели, посакувам добро ми, убав сон и убава пресвена недела.